Многу често, кога зборуваме за христијанството, зборуваме за нешто што го нарекуваме вера. И цело време се зборува за силата на верата, за тоа дека верата е моќна, дека верата е сила. Ако имаш вера и камења ќе преместуваш, и неки камењи, што беше? Планини ќе преместуваш. Значи, многу такви работи, кога се чита за верата во Словото, читаме многу и викаме, вера. Уште повеќе, со луѓе кои ќе почнеме да разговараме, некој ќе каже, ова е верен. За некој ќе кажат, ова е неверен. Што е разликата? Изборуваме дека верниот има сила, Божјата сила и така натаму. Денеска сакам да ја погледнеме другата страна. Сакам да ја погледнеме неверата. Неверувањето. Зошто? Ќе видиме малку покасно. И текстот, основниот текст за кој ќе зборуваме денеска е Марко 6 глава 1 до 7 стих. Сакам заедно да го прочитаме, затоа што ни е познат. Ама да се подсетиме. Вели вака, па излезе од таму и дојде во својот крај. Тоа се мисли, нели, излезе од Капернаум и оди во својот крај во Назарет. А по него одеа учениците негови. И кога дојде сабота, он почна да поучува во синагогата и мнозина што слушаа се чудеа и говореа, откаде во него сето ова? И каква е оваа мудрост што му е дадена, да такви чуди се стануваат преку неговите раце? Не е ли тој дрводелецот, синот на Марија, брат на Јаков, Јосија, Јуда и Симон? И не се ли овде меѓу нас сестрите негови? И се соблазнија заради него. А Исус им рече, пророкот никаде не останува без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. И не можеше таму да изврши никакво чудо, само малку болни излекува, полагајќи ги рацете врз нив. И се чудеше на нивното неверие. Па одеше по околните села и поучуваше, и ги повика 12-те и почна да ги праќа по двајца. И им даде власт над нечистите духови. Намерно влегов малку од текстот, бидејќи ни е тука битен. Ако ја читате Библијата, ако го читате Новиот Завет, всушност ќе сватите дека Исус само на два места се чуди или се восхитува. Зборот може и вака и онака да го преведете. Еднаш се чуди на верата на стотникот. Имаше еден човек кој дојде и кој имаше болен човек дома, ќе се сетите, и му вика на Исус, Исусе те молам, дојде да ми го излечиш. И Исус вика, ќе дојдам, вика, нема потреба. Само кажи збор. Јас сум, вика, човек стотник, јас сум капетан на стража, јас кој ќе кажам, разумем и сите ме разбират. Само кажи, и вика, мојот слуга ќе биде исцелен. И Господ се восхити, вика, се зачуи, гледа ваква вера, вика, во Израел не видов. Туку гледам кај незнабожци. Втората случка, во која Исус се чуди, е овде. Се чуди, се восхитува, како сакате, од самата невера во Назарет. Тука. И верата е навистина нешто моќно. Верата е стварно нешто силно и затоа сакаме и викаме на сите, поверувај во Господ Исус и ќе се спасиш. Ама истовремено, неверата е исто така многу моќна. Не знам колку сте размислувале на оваа тема и јас сакав денеска малку да спомнеме. Ако се сетите, неверата беше проблемот која всушност доведе до падот во грев. Вистина ли е дека Бог рече да не јадете, да не правите? Не е баш така, ама отприлика слично е, народот падна. Адам и Ева сгрешија и од него тргна натаму. Од кога тргна таа работа, ни дојде гревот, ни дојде маката, ни дојде проблемите. Имавме невера кај Ное. Ке се сетите. Целиот свет не веруваше. Потоа, Израел, како народ. Неверата на Ное што донесе? Не на Ное, неверата на луѓето околу Ное што донесе? Потоа, неверата на Израел. Неверата на Арон. Ке се сетите на Арон што направи? Израел излезе од ветената земја, луѓето му вика, мислам, излезе од Египет, доди во ветената земја, што ми е мене денес. Луѓето им вика, му викаат, дај ни Бог да го гледаме. Мојсей не беше таму. Арон, што знаеше што направи Бог, им направи златно теле. Мојсей не веруваше. На едно место Мојсей покажа невера и тоа беше причината зошто Мојсей не влезе во ветената земја. Во крајна сметка ќе се сетите на неверата на Јуда. 3 години да одиш со Исус, 3 години да гледаш чуда, 3 години да гледаш да бидеш, не знам што да кажам. И одеднаш да кажеш, не верувам, ќе го предам. Како сакате да го правдаме, неверата тука беше нешто многу моќно, силно. Новиот Завет зборува многу во однос на верата. Ке се сетите. Евангелието според Јован
Третата глава, 16 и 17 стих. Ние 16 го зборуваме, често 17 го скокаме. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Та секој што верува во него да не погине, но да има живот вечен. И сега гледайте што пишува понатаму. Оти Бог не го испрати својот син во светот да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде осуден. Ама кој не верува, тој вика веќе осуден, оти не поверувал во името на единородниот син Божи. Со други зборови, Бог вика да, верата те спасува. Ама истовремено има и на ум дека таа иста толкова сила има неверата. Зошто имаат поеднаква сила? Затоа што изборот е мој и твој. Бог е изворот на верата, сатанат е изворот на неверата. Со други зборови би требало неверата да е послаба, да, во апсолутни термини. Меѓутоа, јас и ти бираме што ќе правиме. Така што останува тука на нас тоа што ќе се случи. Ајде да видиме малку за оваа невера за која тука се спомнува. Овде. Значи, овој дел на писмото всушност, овој дел од Марко што го читавме, е практично крај на првиот дел од Евангелието според Марко. На првиот дел на оние 6 глави таму што ги има. Зошто? Бидејќи на самиот почеток во Евангелието според Марко, ќе прочитате, ни се зборува таму за воведот. Целта на книгата, зборува за Божиот син, зборува за Господ Исус Христос. Потоа, продолжува и зборува дека она што го направи, или она што го прави Христос, е исполнување на старозаветните пророштва. Исус почнува да го проповеда Евангелието во првата глава, во втора и трета глава ги повикува учениците своји, потоа во истата глава продолжува исцелува луѓе и ги поучува луѓето. После ги комплетира 12 ученици, тоа се уште се случува тука во првите 6 глави, тука, и потоа во четврта и пета глава повторно поучува, проповеда, прави чуда, исцелува, ослободува од демони, од опасности, од смрт. И всушност, во пета глава ги читавме тие 21 до 43, ке се сеќавате, тоа го имавме како проповед порано, нели ке се сетите, ја исцелува ќерката на Јаир, односно ја оживува ќерката на Јаир, и во меѓувреме, она што го спомнам, од дом, кога тргна на кај Јаир, додека ја воскресна ќерката, што направи? Жената која беше тука болна, ја исцели и неа. И сите се восхитени. И затоа Марко 5:42 вика, и сите се зачудија многу. Не само што се зачудија, ова пак некои го викаат и сите се восхитија многу, или сите беа чудовидени, зависи од кој превод ќе го погледнете. Ова е сума на се она што Исус го правеше во Галилеја. Не е само за Јаир што се случи. Сите се чудеа, кој е овој, каков е, од кај се појави, што е сето ова. Ама, да се чудиш и да се восхитуваш, не можеш да го изедначиш тоа со верување во нешто. Јас се восхитувам кога некој ќе покаже магичен трик. Ама не му верувам дека има надприродни способности. Тоа е реалност. Ние во животот за многу работи може да се восхитиме и речеме вау. Ама тоа не значи дека ставаме својата вера во таа работа. И овде луѓето беа восхитени, луѓето беа воодушевени, луѓето викаа леле, види го овај Господ што прави. Види го Господ Исус Христос, они може да го викаа Господ Исус Христос како Господин, не како Бог, како ние што може би го гледаме тоа. Ама истовремено имаше многу интерес и имаше многу љубопитност. Но бидејќи не беше вера, туку само беше восхит, пак ја речам, не донесе спасение. Ова ви е слично како параболата што Исус ја кажа за оние двете почви. Едната почва која беше камена, каде што луѓето веруваат нешто, кога ќе го чујат словото, ќе поверува што му тргнат вика проблемите, маките нема корен, се суши. Со други зборови, Господи, или ќе играш по моја или не ми требаш. Го кажував тоа минатиот пат, беше многу интересно кога слетувавме во Скопје. Сега последниот пат, не слетавме на првиот пат, имаше доста ветер удри од страна. Не заниша така бајги, се повторно се одлепи авионот, почна врти кругови, човекот што следеше карши мене, за 2 секунди, не знам како успеа, извади бројаницата. Извади бројаницата со крстот и почна се моли да ги врти молитвите. 40 минути, додека не слетавме, беше крстење, молитва, крстење, бројаницата. Како слеговме, кога отвори устата, кога почна пцуе се живо и диво. Значи едноставно, буквално, заборави и на Господ, и на Бог, и на се. Фала ти Боже, слетав доле, веќе не ми требаш. Така испадна работата, за жал. Ама тоа беше вистината. Луѓе беа восхитени, на крајот викаа растни. Восхит и вера не е исто.
Истата се сеќавате на почвата со плевел. Луѓе кои се зафаќаат, кои тргнуваат, кои вика, леле што е убаво, ама ќе го направам тоа кој ќе си ги завршам сите други работи. Вика, земните грижи, грижата за домакинство, за не знам си што, ќе го задуши. Ќе му се љутеле дома ако верува, ајде нема да верувам, па ќе го задуши словото. И ќе си оди, и ќе се тргне. Тоа е она за кое зборува тука. Беа восхитени, се беше убаво, ама немаше ништо. Имаше едно површно прифаќање, пак така да го кажам, на Исус. Овде. Ама, истовремено, имаше веќе и отворено непријателство. Знаете дека фарисеите и книжниците почнаа да се вртат против него. И родијанците исто така размислуваа како да го убијат Исус, уште на самиот почеток на галилејската служба, ама бидејќи толпите беа околу него, бидејќи беше популарен, не смеја ништо да направат. Се повлекоа на страна, си беа мирни и се восхитени. Меѓутоа, не беше се така совршено. Ако погледнете што се случуваше во самото негово семејство, ќе сватите дека и во него немаше кој знае каква вера. Исус се најде во еден момент на едно место. Во Марко 3 глава 21 стих вика, кога чуе неговите домашни, ова се сите оние браќа, сестри, сите наброени таму што беа, отидоа да го приберат, оти се говореше, оти не бил при себе. Дел од луѓето во Назарет, во неговиот роден град, се вика тоа не е здрав. Абе збори, прави чуда, прави разнеработи, ова не е здрав. Не е со здрав разум. Колку пати заверни луѓе го кажа до тоа луѓето, немате појма. Мислам, верувам дека можеби си го имате. Зошто така би помислили луѓето? Абе 30 години беше столар, беше дзидар, како сакате кажете, го некој вика дзидар, некој вика столар, не е ни битно, морал да работи со дрво и камен. И одеднаш 3 години, последните 3 години, односно ајде првата година да речеме, почнува, оди, проповеда, одеднаш станува јавна личност. Во Назарет немаше направено чуда. Ама надвор од Назарет се слушаат многу чуда. Гледа што прави Исус, слушаат луѓе во тука во градот и полека се обидуваат да го isпроцесираат сето тоа. Ама го процесираа со многу скептицизам. Бидејќи ако го видите следниот стих таму 31-ниот од 21 после малку подоле, дојдеа мајка му и браќата негови постоејќи надвор почнаа да го викаат. Остава, ајде, доста беше, ајде да се вратиш дома сега да се прибереш. Ај ставете се во таа ситуација. Тоа беше Назарет, неговиот роден град. Поентата, ај доста, дај да не се срамиш ни ти, ни ние со тебе, да те прибереме дома, доста беше. Си играше учител, си играше раби, дај да те прибереме. Не знам како инаку да ја сватам работа. Овде. Немаше некоја вера, немаше некој си, вау, што се случува. И идејата беше веројатно, ајде да се спасиме, да те спасиме и тебе од срам, да не спасиш и нас од срам, прибери се. Исус тогаш остро реагира, ќе се сеќавате, ама во Јован 7 глава плюс може да прочитате, ако не верувате, вика дека и неговото семејство не веруваше во него, браќата негови не верува во него. И првата негова посета на Назарет, како познат беше во Лука во 4 глава, 16 до 30 стих. Нема да одиме премногу таму, само на кратко ќе ви го поминам овој дел тука, што се случува, ама влезе во синагогата и сите во синагогата веќе знае, ова е во Назарет, сите во синагогата знае дека тој веќе правеше чуда, правеше знаци, поучуваше, сите беа восхитени и свика, ајде да видиме што ќе каже. Прибраа внатре. Ова беше првата посета на Назарет кога ја почна службата и втората беше кога се врати назад во Марко 6 глава, ова што го читавме, на кој ќе се вратам малку тука подоцна. На почетокот, значи на службата, доаѓа и вика како што му беше него обичај, ако читате таму, секоја сабота, си отиде во синагогата. Памет за нас, она што го дискутира, дека не како што е обичај само, туку како што си е ред, недела е ден за Господа. Недела е денот кога треба луѓето да се појават пред Господа и да си го искористат времето да се поучат во црквата. Влегува во Назарет, му ја даваат книгата од пророкот Исаја, ја отвара и чита 2 месијански пророштва. Ги прочита, ги кажа, пак ќе речем, нема да навлегуваме во тоа сега, ги раскажа пророштвата, ја затвори книгата, свитокот, го врати назад и седна. И сега треба да почне да поучува. Сите го гледаат и Исус им вика вака на нив. Денес пред вас се исполни ова слово. И тоа беше за нив шок. Бидејќи со други зборови вика, јас сум Месијата. Јас сум оној за кого сето
ова е напишано. И нивната реакција беше веднаш истата. Дали ова не е синот на Јосиф? И Исус вика, да, предпоставам, вика, ти сакате повеќе магија, сакате чуда, сакате нешто, оно што си го правил во Капернаум, зошто не го направиш тука кај нас во Назарет, да те видиме, покажи се пред нас, доста те гледаме на телевизија, работата. Ама, Исус рече, нема да ви дадам такви работи. Нема да го направам тоа за вас. Бидејќи вика, ви го знам ставот. И тука прв пат ќе ја видите онаа аксиома, пророкот вика, не е ценет во својот дом. И колку и да си добар, меѓу роднините најмалку ќе те ценат. Може да те завидуваат, ама те ценат малку слабо. Така барем, тука го рече Исус, а верувам и сите од искуство го знаете тоа. Или поденешно кажано, ако треба да си експерт, треба да си тугинец или странец. Македонец не може да биде експерт, мора од странство ни дојде некој. Тоа ни е идејата. И како се развива тука таа проповед негова, тој многу убаво им објаснува и вика практично, јас сум Месијата. И замислете ја неговата реакција. Кога го чуја тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев, па како станаа, го истераа надвор од градот и го одведоа на врвот од еден рид, кај што беше стозидан нивниот град, за го турнат од дозгора. Една проповед во родниот град и беа решени да го убијат. Прва проповед во неговиот роден град. И решија да го убијат. Не знам, друг пастор што имал таков прием. Барем, јас не сум го фала му на Бога. А овие се луѓето кои најдобро го знаат. Знаете, замислете, живеете во едно градче, едно мало градче, 30 години живеете таму, сите те знаат и на крај викаат, сакаме да те утепаме. И ова е последната негова, предпоследната, првата, и потоа доаѓа оваа сега следната за која ние ќе зборуваме. Да се вратиме назад на Марко 6 глава, кај што беве. Не знам како го замислувате вие Назарет. Ама Назарет реално е едно релативно мало градче. Беше во своето време. Историски таму ќе видите скупините околу 23-4 хектари е вкупно целата околина околу Назарет. Мал град кој во времето на Исус, барем според коментаторите, немал повеќе од 500-600 луѓе што живеат внатре. Не бил некој огромен град, не очекувате дека Скопје било или нешто такво тука големо. И тоа ги зачуи луѓето. Сите си го знаат. Патем, Назарет не е спомнат во Стариот Завет. Назарет не е спомнат ни во Мишна. Назарет не е спомнат ни во Талмудот. Нигде не го спомнуваат. Утепано место по утепано здравје. Исус преизлегува и доаѓа од него. И всушност во него немаше ни црква, се до 4 век од нашата ера. После кога Хелена тргнува, света Елена што ја викаат на Константин мајката, кога тргнува низ далекиот исток и кои кажуваат каде бил Назарет, па за прв пат се појавува таму црква. Тоа е историјата. Иначе до тогашни црква немало, 4 века немало црква после Христовото вознесение. Овде Исус се враќа во овој мал град за последната своја посета. Пак ќе речам, ако 30 години живеете помеѓу 500-600 луѓе, сите те знаат во детали. Сите те знаат многу убаво тука. Сега, заедно со него се овде и учениците. И ќе се прашате зошто се овој пат учениците со него. Веројатно затоа што во 6 и 7 стих ги испраќа да одат и сакаше да им покаже како изгледа кога ќе се соочи со неверување. Бидејќи учениците реално кога одеа со него, нели кога поучуваа, го имаа големиот учител, он што прави чуда и знаци и слободно може да кажат ние сме со него. Никој не го брка Исус кога го рани, кога го излекува, никој не ги брка нив. И им вика, ама сега јас ќе ве пратам, па кога ќе тргнете, ќе имате проблеми. Ајде да видите како изгледа. Може да не им го каже со зборови, ама така некако испагеше, да видат од прва рака. И ова не е приватна посета. Тој доаѓа за служба. Нема голема толпа луѓе, нема народ да се собира, не читаме дека сите луѓе го следеа, само он и учениците. Ништо повеќе. Веројатно фамилијата веќе до сега се откажала, што сака нека прави. Барем не ги гледаме тука да се појават овде. Ама има многу љубопитност за него. И повторно, веројатно, ако ништо друго го прифатија како некој рабин. Знам, верувам, бидејќи во сабота, повторно кога оди таму, во 2 глава, му вика, ти си дома, ти си дојден, ти си гост, говорник,
Ајде, зборувај, кажи ни нешто. Зошто го прават тоа? Веројатно затоа што чуле дека е надарен, веројатно чуле дека го бива. Ајде да го чуеме уште еднаш. Да видиме што ќе каже овој пат. Минатиот пат не го отепа, ајде втора шанса му даваат сега. Втората прилика. Сега. Има еден многу интересен човек. Еден Алфред Едершајн, кој е всушност евреин, кој се обраќа на христијанство некаде во Централна Европа на времето, кој потоа станува еден многу интересен теолог, и тој запишува всушност дел од традицијата еврејска, што се очекува од рабин кој ќе дојде на посета во туѓа синагога. Кај што не е во синагогата, кај што си го има рабинот. Ова не се очекува од пастори денеска, да знаете, ама во тоа време било, јас го запишав и вика вака. Гледате што велела. Еве што се очекува од говорник во синагога. Треба да има убав стас, да изгледа пријатно, да има мелодичен глас, зборови како младоженец кога изборува на својата невеста. Да зборува течно, зборовите да му се сладки како мед, угодни како мед и млеко, фино избрани како фино просејано брашно, со накитени зборови како невеста на низината свадба и со доволно самодоверба да не биде збркан. Најмногу од се вели, беседата треба да донесе помирување и да не стане премногу лична. Значи, кога ти дојде гост-говорник, треба фино да се однесува, фино да се прикаже, фино да се зборува и никој да не се најде засегнат од неговите зборови. Убавина. Не, подобро од тоа, здравје. Сега, како да се осигуриш дека ќе биде така? Да се осигурат евреите, знаеле дека ако има гост-говорник, да речеме, ако јас бев гост-говорник во оваа црква сега тука кај мене, и Никола е домакинот, тогаш јас, како гост, го шепотам тоа што треба да го кажам во неговото име, и он ќе го пренесе пред другите. Зошто? Ако направам некоја белја да ја поправи. Да ја дотера, да не кажам нешто што луѓето не сакаат да го чујат. Тоа било всушност идејата, реално. Ама изгледа во овој случај не се случи тоа. Изгледа дека тука така не беше, бидејќи знаеја дека иако Исус доаѓа кај нив, знаеја што му направија минатиот пат и претпоставуваа сигурно дека нема да бира зборови, кој ќе зборува или кој ќе си каже што има. Не знаеме на што зборувал, не знам за што зборувал, ама знаеме една многу битна работа. Сите вика беа восхитени. Тоа го читам. Ама ова восхитени тука или зачудени што го има, ние имаме еден посилен збор за тоа. Ќе ги однесе. Едноставно не може да веруваат на тоа што го зборува. И уште повеќе. Не беше нечи ученик, не можеше да каже јас сум бил под нозете на Гамалеил, како што вика Павле, не можеше да каже јас сум бил на тој факултет, на оној факултет, туку вика, ништо не вика, не кажува од каде доаѓа. Застанува, не кажува од каде му е него знаењето, само застанува и почнува да зборува. Обичен човек, ама додека го слушаа, повторно не им се веруваше што слушаа. Леле, вика, што е? И сакам од тој дел на крајот овде да кажам 4 нешта во врска со неверувањето, со кои сите ние, не можеби, туку сигурно сме се соочиле вака или онака. И првото нешто што е многу интересно е дека неверата сака да го сокрие очигледното. Кога ќе седнеш да разговараш со некој, ево, ако сте имале прилика да зборувате за некој за христијанството, зборувате за Христос, сакате да сведочите, почнувате да зборувате за историјата, дека Исус постоел, дека не е митологија и сите тие ствари, ќе му го дадете новиот завет, ќе речете, ајде читај, гледај колку сведоци има на неговото воскресение, види што се имаме докази. Знаете која е реакцијата на луѓето? Од каде во него ова? И каква е ова мудрост што му е дадената, такви чудеса стануваат преку неговите раце? Реакцијата денеска, кога му зборувате некој за Христос, па вие ли имате вистината? Под кај па вие само знаете вистината? Ами нашата традиција што правиме? Ами туѓата традиција што правиме? Од кај сето тоа? Со други зборови, наместо да зборуваме за тоа што е очигледно, што ќе правиш со Христос, ние ќе дебатираме за секундарните работи само и само да покриеме таа работа. Сте отишле на лекар, ти викаат крвариш, а ти викаш види кошулата изволка. Со што да се исперам? Абе крвариш човече, да, ама кошулата види каква ми. Тоа беше овде.
Наместо да зборува, оние зборува за Царството Небесно. Зборува за тоа како можат да поверуваат во Бог како Спасител. И он вика, од кај ти е па тебе сега? И од кај го измисли се тоа? Од кај ти дојде таа работа? Ова баш не е наше, не е кошер, не е наше традиционално. Повеќе беа загрижени од каде е, отколку кој е. Повеќе ги загрижува секундарните работи, отколку што ги загрижуваше вистината. И интересно е, помислете малку на одговорот на овие две прашања. Од каде во него ова и каква е оваа мудрост? Од каде кај него, од каде му е таа мудрост? Од кај можеше да биде? Тој тврдеше дека е син Божи. Тој тврдеше дека е оној кој дојде да исполни месијанските пророштва уште првиот пат кога дојде. Сега, некој вика од сатаната му беше силата да исцелува. Се сеќавате? Нели така реагираа овие други? Ами ако од сатаната му беше силата за исцелување, од каде му мудроста? Значи, пак има проблем. И единствениот паметен одговор беше дека сето тоа доаѓа од Бог. Она што Господ го зборува там во Јован 10 глава 37 и 38 стих, кај што вика, ако не ги вршам делата на мојот Отец, не верувајте ми. Ако па ги вршам, макар што мене не ми верувате, на делата верувајте. Знаете што викам тука? Јас велам дека сум син Божи. Ти викаш не си син Божи. Јас правам чудо, воскреснувам мртвец, ка не ми верува мене. Жив е, верувај. Нема. Буквално, па нема. А ако вика ова, на делата мои поверувајте, за да разберете и поверувате дека Отецот е во мене и јас сум во него. Просто од тоа не може веќе да биде. Појасно ти го нацрта. Ние цртаме цртежи, илустрации, користиме зборови да објасниме што се случувало, како е воскреснал керката на Јаир. Луѓето околу него видоа и рече, девојче, стани. Девојчето, стана. Не ти веруваме. Не ми верувајте. Живе. Го верувате тоа? Го верувам. А што ви пречи да поверувате во мене? Ми пречи. Не знам од кај си, не знам од кај ти иде. Под кај може да дојде ваква сила? Ја не знам. Ова е слеп при очи да се правиш. Буквално тоа се случува овде во овој текст кој ни е запишан. Се беше очигледно. Јован 16 глава 31 стих, се сеќавате што вика Исус во таа споредбата со богатиот и сиромавиот. Ако не им веруваат, вика, на законот и пророците и од мртвите да стане човек, па нема да веруваат. Исус стана од мртвите и пак до ден денешен луѓе не му веруваат. Викаат, не верувам на таа работа. И се уште ги поставуваат овие глупи прашања со овој скептицизам. Од кај му дојдеа нови работи? Не од овој град, не од локален учител, не од локалната гимназија. Од кај му е сето тоа? И патем, таму во нашиот текст вика, од каде во него со голема буква, као во смисла, као за Господ се обраќа. Погледнете го во интерлиниарот, ако некој пати сакате збор, од кај му бе на овој онде таква вера, такво учење? Беше многу понижавајучи, ако сакате така да кажа. На ова глупо прашање имаше само еден логичен одговор. Од Бога е. Ама не сака. И тоа е силата на неверата. Ке те соочам со сите факти, се ке ти дадам и ти викаш, не верувам и готово. И ова денеска во светот се случува, за жал, во многу различни полиња. За жал. Ама така е. Второто нешто, да ги поминам, да се завршиме на време. Неверата не само што сака да го сокрие очигледното, туку уште повеќе го воздига тоа што не е важно, она неважното. Гледате реакцијата. Не е ли он дрводелецот, синот на Марија, братот на Јаков, Јосија, Јуда и Симон, и не ли се овде меѓу нас сестрите негови? Со други зборови, ти ли ќе ме учиш, бе? Кој е твоето потекло? Од кај доаѓаш ти? Па што е важно? Кога ќе отидете на лекар денес и треба да ве лечи, го прашаш, чекате прашам, од што фамилија дојдете? Кои се твоите родини? Познат ли си ти? Славен ли си ти? Те знае некој? Не те знае. Некем не се лечам. Ке умрам, ама не се лечам. Никој од нас не го прави тоа. Барем јас не верувам дека некој го направи. Исус зборува, пак ја речем, дава порака на спасение, и они вика, ова е синот на дрводелецот, тоа е синот на Марија, гледа ги браќата, сите се негови тука, ниеден не е учен, никој не е паметен. Од него ли памет ќе зимаме? Што е толку важно? Зошто го воздигаме тоа што не е важното?
Во црквите, ако сакате, тоа се случува. Ти ли мене ке ме учиш, ти вчера се обрати, вчера се спаси. Па што? Ја знаете онаа старата изрека, што вика секој светец има историја и секој грешник има иднина. Секој светија има своја историја, како дошол до Господа. И од кога дошол до Господа, ама ти си бил така, бев, апостол Павле вика, јас бев најголем од сите грешници. Па никој од нас денеска не вика, фала, не ги читам Павловите посланија, ти бил еден од најголемите грешници. Не. Зошто? Затоа што вика, ама Господ ме смени. Овде не сака тоа да го направат. Не сака. И уште подлабоко оди работата. Забележувате, вика синот на Марија. Не рекол овде синот на Јосиф. Сега тргнуваат уште полошо. Поента, абе ти си вомрачно дете на мајка ти. Тоа е реакцијата овде. Од таков ние ќе се учиме? Со таков ние ќе зборуваме? Тоа не е во ред. Пак ќе речем, во Лука 4:22 вика, зарем ова не е синот на Јосиф? И некој ќе рече, да, бе, знаеш, тоа е заради тоа што можда Јосиф веќе бил мртов до тогаш, па сега Марија. Нема врска. Не е така. Ова беше за понижување. Поентата беше тука да те понижиме, бидејќи на едно друго место, истото го направија фарисеите со него. Ќе се сетите во, кај беше Јован 8 глава. Исус им вика, вие ги вршите делата на вашиот татко, ѓаволот, на евреите. Они му викаат, извини, ама ние не сме родени, вика, од блудство. Во заграда, како ти. Не, за тебе не знаеме. Мајка ти бреме напред да стапи у брак, од кај те знаеме кој си чиси. Тоа беше поентата овде. Удрија да се расправаат, да го кријат очигледното со воздигање на тоа што воопшто не е важно. Ние знаеме за некој од тие браќа нешто. За Јаков знаеме дека беше еден од водачите на првата црква после некое време. За Јуда знаеме дека напише едно послание. Јосија и Симон и сестрите негови не знаеме многу. Сестри што пишува биле барем 2, ако не повеќе. Не знаеме колку се и како се тука. Тие беа сите полубраќа, полусестри. Во секој случај не е ни важно. Важно е дека неверувањето секој се фокусира на тоа што е небитно. Тоа што апсолутно не е важно, апсолутно не важно. Третата работа. Неверата секогаш го напаѓа гласникот. Пак ќе речем, размислувајте за овие работи, бидејќи сте ги виделе во животот, сигурно. Гледате што вика. И се соблазнија заради него. Грчкиот збор е скандализм. Се скандализира. Ле, овој ваков. Што направи тука? Се соблазнија заради него. Зошто? Затоа што вика, јас сум Бог. И наместо да ги гледат фактите, да ги гледат аргументите, се соблазнија. Соблазн значи, овај нас не наведува на греф. Не тера да веруваме во нешто што ќе биде грешно. И затоа ќе се повлечеме. Тоа значи соблазн. Наведување некого на греф. Тука. Сите сме го искусиле ова. Затоа што кога луѓето немаат што да кажат против пораката, ќе го нападнат носителот. Гледайте што се случува по светот. Вчера имаше нешто многу интересно на телевизија, го закачиве на Ал Джазира, со сузи дека гледав. Имаше некоја си група мажи кои на плоштадот на трг Бана Јелачича, таму во сред Загреб, беа сите на колена, на молитва, затоа што вика, сакаме да ја вратиме мажественоста и духовноста во фамилиите. Не знам дали го видовте тоа. Не ги знам, не сакам да ги рекламирам, не ме разбирате погрешно, ама поентата им беше, сакаме да се вратиме дека мажот е глава на семејство, семејството треба да биде духовна институција, мажот и жената се тие кои треба да се ги образуваат децата на традиционалните верни христијански библиски норми и така натаму. Од другата страна имаше група луѓе кои ги напаѓаше. Жени имаше доста, кои реагира и се дере, што сакаш да ја врзи жената дома за шпоред, да биде деме куќе на парати, така натаму. Они нигде такво нешто не каже. Ама ќе го нападнеме подобро тој што зборува, отколку да дискутираме за пораката дали е таа што треба да биде. Како смел тој да каже дека од жената очекува да биде честна, чедна, од мажот очекува да биде чесен, чеден и дека сакаат дека бракот е место каде што треба да се одгледуваат деца и дека абортусот е греф. Точно, буквално тие беа нивните збор. И реакцијата беше, кој си бе па ти да ми ги спречуваш моите права мене? Што го напаѓаш него? Нападни ја пораката.
Ако стварно веќе сакаш. И затоа се соблазни, вика тука, заради него. И овде беше битно за учениците. Бидејќи тие за прв пат видоа таква силна негативна реакција на самата порака, која тие требаше да ја носат и после смртта на Христос. И затоа тој им вика, ете, сега ве праќам како овци меѓу волци, бидете мудри како змии, незлобни како гулави. Пазете се од луѓето, гледате што вика, зашто тие ќе ве предадат на судовите и по синагогите нивни, ќе ве бијат. И ќе ве одведат пред управници и цареви. Зошто? Заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Која ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Бидејќи не сте вие што ќе говорите, а духот на вашиот Отец ќе говори во вас. И ќе предаде брат брата си на смрт и татко чедото свое и ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат. И ќе бидете намразени од сите. Зошто ти ќе бидат крадци, разбойници, белјажи? Не, заради моето име. Но кој претрпи до крај ќе биде спасен. Ако ве бркаат, вика, или падат од еден град, бегајте во друг. Со други зборови вика, внимавајте да знаете, кога ќе тргнете да пренесувате мојата порака, ќе бидете нападнати лично вие. Имајте го тоа на ум сите што го слушате ова. Оди точно тоа е пораката што Христос ја даде на учениците, пораката и за нас. Не верувате? Бидете во друштво на луѓе проблематични и кажете нешто за Господ, побарајте некоја морална, некоја етичка норма, да видите која ќе биде реакцијата. Кој ќе го нападнат? На вас или себе си? Тука. И што беше проблемот? Пак ќе речем, заради мене, вика. Заради мојата порака. Не заради тоа што нешто лошо ќе направите. И затоа тој реагира тука. Бидејќи во својот домашен град, неговите домашни не го сакаат, неговите луѓе во синагогата, комшиите, пријателите, што работел за нив не го сакаат. И затоа вика, пророкот никој не го сака во неговиот град. Очигледно, јасно и гласно. И последното, сака да кажам, неверата го гуши или го задушува надприродното. И сакам да објаснам што мислам со тоа, бидејќи ова често пати знае да се преврти наопаку. Луѓе викаат, ако имаш вера, се што ќе посакаш ќе се случи. Јас имам вера и тоа значи ќе речем, Господи, сакам овој да се исцели, амин, одма ќе се исцели, сакам овој да оживее, амин, одма ќе оживее, сакам кола, куќа, стан, не знам си што, жена, маж, амин, одма ќе ти се случи, бум. Ако не ти се случи, немаш вера. Не е поентата таа. Сакам да погледнете од 5 стих што вика. Не можеше таму да изврши никакво чудо, само многу малку болни излекува, полагајќи ги рацете врз нив. Чекайте, не е чудо кога се излекуваат болни? Чудо е. Ама зошто е вака? И во Матеј 13:58 истото го пишува. Дека не направи, вика, многу чудо таму. Зошто е ова? Ова не е проблем на моќта, туку проблем на целта. Сакам да расчистиме тука нешто многу важно, што мислам дека ќе ни биде јасно. Не е проблем дали Исус можеше да направи чудо. Туку зошто не го направи чудото? Битната работа. Која беше целта на чудата? Целта на чудата беше да ја потврдат или докажат вистината на Евангелието. Кога Исус правеше чуда, не ги правеше, ајде се собравме сега, дами и Господо, ќе присуствуваме сега на служба на исцелување. Ајмо 3-4. И Христос сега исцелува. Браво, свака част. Не. Туку секој пати кога се случуваше чудо, беше кога Исус сакаше да го направи, на начин на кој тој сакаше да го направи, помеѓу оние кои тој сакаше да ги направи. Зошто? Затоа што не ги исцели сите што беа во Јудеја, Самарија и Израел. Ако беше така, ќе речеше, ево, денеска ги исцелувам сите, бум, сите исцелени, нема болни во Израел. Следниот чекор ги исцелувам сите во цел свет, нема болни во цел свет. Третиот чекор, ево сега, верувате во мене, веруваме, сега ќе умрам, ќе воскреснам и сите идете се во рајот со мене. Не беше тоа поентата. Поентата беше, јас ќе направам чудо, да го потврдам она што го зборувам. Би текнува на оној кој го донесува парализираниот пред него. Што му рече, синко ти се простуваат гревовите, овој викат, аман бе. Ние не знаеме дали се ги простува, од кај знаеме што се случи во него. Токму тоа вика, да знаете дека се случи, стани и оди. Да знаеш дека има моќ да ги правам тие работи. Овде поентата беше друга. Кога ќе отврлиш вистината, што ќе ти се чуда? Може чудото да го спаси човек? Не.
Христос вика, што ми отфрлате вистината? Што му фрлате мене? Што ќе ви се моите чуда? Тоа важи за нас денеска за многу луѓе. Ние сакаме Господ да направи чудо, ама не го сакаме Господ да ни биде Господ. Не сакаме Господ да го спушти авионот, ама не сакаме да се смени. Оно што кажа на почетокот. Тоа е поентата тука. Затоа вика, не направи многу чуда. Како што реков, ако имаш некој помеѓу себе, кој може да лечи, кој може да ги... и затоа го кажав тоа, дека неверата го задушува над природното. Ова што беше пред малку. Извинете. Колкаво е безумството на неверата? Сакам со ова да завршам само за пар минути. Неверата го избира сатаната, наместо го избира Бог. Тоа е една многу интересна работа. Неверата го избира гревот, наместо да живее без грев. Вистина е дека гревот е сладок. Вистина е дека гревот дава задоволство, иначе да не даваше, немаше да го правим. А вистина, ама кога го изберете него, секој пат има последици. Не може да добиете нешто без да платите. Неверата избира, знаете што, еден автор рекол, да прави по своje се дека не заврши во пекло. Ова е страшниот дел. Дека неверата има страшна голема сила. Кој верува во Синот има вечен живот. Кој не верува, нема да види живот, туку вика гневот Божи ќе биде врз него. Изборот е наш. Колку ќе биде моќна верата, колку ќе биде моќна неверата, зависи од тебе и од мене во нашиот живот. Пак ќе речем, за да не ме разбере некој погрешно тука или тие што ќе слушаат на интернет. Бог е помоќен на сатаната. Ама Бог никогаш нема да го смени твојот избор, ако ти не го направиш тоа.